Да се помолиме на Господа.
непријатели против, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За овој град, за секој градце, и оние кои што со вера живеат во нив, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За благотворен дом, за изобилие на сини плодови, за мир и време, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За оние што плуват, патуваат страда, за заробените за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Да се избави од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже, защити не спас, помилуј и запази ме со Твојата благодат. Господи, помилуј. Спомнувајќи ја пресветата пречиста преблагословена слава, владичица наша Богородица и секоја Дева Марија, Пресвятая Богородице, спаси нас. сите свети, самите себе на други силот на живот, на Христа благо предадеме. Тебе, Господи. Зашто Тебе ти прилега секоја слава, чест и поклонение на Отецот, Истинот и Светиот Дух, се и секогаш и во вечни векове. Амин. Господи Боже наш, Молитвами Богородици, спаси, спаси нас. Молитвами Богородици, спаси, спаси нас. Молитвами Богородици, спаси, спаси нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Молитвами Богородици, спаси, спаси нас. аки пак помир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже, защити не спас, помилуј и запази ме со Твојата благодат. Господи, помилуј. Спомнувајќи ја пресветата пречиста преблагословена слава, владичица наша Богородица и секоја Дева Марија, Пресвятая Богородице, спаси нас. сите свети, самите себе на други силот на живот, на Христа благодат предадеме. Тебе, Господи. Зашто Твоја е власт и Твое царство, да е силата и слава, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векове. Амин. Господи Боже наш, Спаси спаси ни, Сине Божи, Господи, гревеци, Божјани, Алелуја. Спаси ни, Сине Божи, во святих дивенци,
Христе Боже, смертiju смрт поправи, един си святија Тројци, прославляем и Отцу и Святому Духу, спаси нас. Аки пак помир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже, защити и спас, умилуј и запази ме, сопата благодат. Господи, помилуј. Помолвајќа пресветена, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и сегаш Дева Марија, Пресвятая Богородице, спаси нас. сите свети, самите себе други си од наш живот, на Христа благодатно предадеме. Тебе, Господи, Што си добар и човеколюбец Бог, Тебе слава ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векове. Амин. Господи, ти го Во царстве Твое, помилуй нас, Господи, века придеш и во царстве Твое, блажени ништи духот, яко теке царство небесное, блажени блажущи, яко Ти утешатся, блажени кроци, яко Ти наследят землю, блажени алчущи и жаждущи правди, яко Ти наситятся, блажени милостиви, яко Ти помиловани будут, блажени чисти серце, яко Ти Бога узрят, блажени миротворци, яко Ти синове Божи нарекуся, радуйтеся и веселитеся, яко мртва ваша нога на небесе. Премудрост просто. Придимите, поклонимся и припадем ко Христу, спаси Сине Божий, восвятитель верси, боюшния Ти, Аллилуйя. Благоволения Божия преображение и человеку спасения проповедание, храме Божия является, и Христа все предвозвещает, Той ни велегласно возопи, радуйся, смотрения зиждителева исполнение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Аминь. Денесе почеток од на Божјата милост е на проповета за спасение на логето во храмот Божија снодева се покажува е Христа на сите го предвестува. Незе и ние гласно и
сега и секогаш и во вечни векове. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно, и во веки веков. Амин. Святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Да внимаваме мир на сите. И духови Твоему прокривен глас среди, душата моја го велича Господи, духот му се зарадува во Бога Спасителот мој, од Ти од милостива помилот од износта од слугинкара своја, и ете отсега ки му блажуваат сите родови. Премудрост, Посланието на Светиот апостол Павле до евреите, чтение. да внимаваме. Браќа, во првиот завет имаше наредби за богослужение и земно светилище, од искинијата беше направена ватра, во првиот дел светилникот, трпезата иде Богото пред служение, кој е наречен Севакаја, а во втората завет со искинијата беше делот наречен Святаја Святих, во неа се наоѓаше златната набилница и од сите страни, обкован со злато копчегот на заветот во кој стоеја, златниот сав со мана и растутениот жезл нарона, како и плочите на заветот, а над него херувими на славата што го осенува од чистилиштето. За ова сега нема потреба да се зборува пообширно. При ваков распоред во првиот дел од скинијата секогаш легува свештениците и извршува служба Божја, а во вториот дел легуваше по еднаш до годината првосвештеникот и тоа небес крв, што ја принесуваше како жртва за себе си за гревовите на народот, направени поради незнаење. Мир на тебе што ни читаше. Алилуја, алилуја, алилуја. Што го љуби влади, нека засветли во нашите срца вечната светлина која да богопознани, отвори ги нашите духовни очи за разбирање на Твоите евангелски проповеди, сади го на страх пред Твоите божествени заповеди, па победувајќи ги сите телесни страсти, да поминеме духовен живот, Господи, и размислувајќи се што ќе Тебе угодно. Зашто Ти си просвещение нашите души и тело, Христе Боже, ще Те славам и возвисувам со безпочетниот Твој Отец, се свети и паки животворен Твој Дух, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Со премудрост и внимание да го изслушаме светот Евангелие, мир на сите. И духови Твоему Ќе се чета од светот Евангелие според Лука. слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во на време влезе Исус во едно село и некоја жена по име Марта го прими во својот дом, а таа имаше сестра по име Марија, која седна при нозете Исусови, го слушаше Словото,
а Марта се беше зафатила со многу работе. И кога застана и рече: Господи, зар не кеш да знаеш дека сестра ми ме остави да служам сама? Кажи да ми помогне. Но Исус ја одговори и рече: Марто, Марто, ти се грижиш за многу работи, ама само едно е потребно. Марија го избра добриот дел, кој нема да и се одземе. Еднаш беше она во едно село, мало, се молеше кога престана, еден од неговите ученици им рече: Господи, научи ме да се молам, како што ги научи Јован своите ученици, а он им рече, кога се молете, говорете: Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Левот нас насушен дај ни го денес и прости ни ги нашите гревови, зашто и ние сами ги проштеваме на секој наш должник, и не воведе во искушение, но избави од лукавиот. Им рече: Ако некој од вас има пријател и отиде при него на полнот и му каже: Пријателе, дај ми да земам 3 лева, оти ми дојде еден пријател по пат и немаше што да му принесам. А овој отиде и му одговори и рече: Не ме обесправувај, портата е веќе затворена и децата се со мене во постела, не можам да станам и да ти дадам. Ама ви велам, макар и на еден да стане да му даде за тоа, дека му е пријател, но не ке стане заради неговото навлечување и ке му даде колку и да му треба. Јас ви кажувам, сакајте се и ке бидете сакани, барајте и ке најдете, чукајте и ке ви се отвори. Затоа што секој што сака добива, и кој бара наоѓа, и кој што чука се ке му се отвори. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во мир. Да речеме си од сета наша души, од сета наша помислата, речеме: Господи, помилуј. Господи, Содржител, Боже на нашите татко, Ти се молиме услешене, помилуј. Господи, помилуј. Умилуј Боже, по Твојата прва милост, Ти се молиме услешене, помилуј. Господи, Ти се молиме за благочестивиот и Христовиот евангелски православен наш, за неговиот живот и здравје и спасение, и Господ нашиот Богословен сета Бога и Господа Него, сега во непријатен Господ, да се молиме за блаженешен евангелискиот нашиот христски евангелски стегот и за сето Христа братство наше, да се молиме за блажени сега со своји сознатели, во свет храм, и за сите Божи покојници браќа наши, кои почиваат овде на сега на православиот език, да се молиме за милост, живот и здравје и спасение, посетување прошки, разрешување од гревовите на Божјиот рад, сите благочестиви православни христијани, кои живеат во овој град, разгранени и прави во свет храм, да се молиме за оние што принесуваат храма Бога и за овој свет и се храм, за оние што се надејат за оние што критикуваат тука, очекувајќи Господи, кога да их полепа милост. Зошто се милосе и човекот љубец Бог Тебе слава Ти вознесуваме, а Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векове. Амин.
Господи,
да исполниме нашата молитва пред Господа. Господи, помилуй. За предложениве честни дарови да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За овој свет храм и за оние што влекуваат во него со вера, набожност и страх Божи да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Да се избавиме од секаква тага, грев и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже, заштити не, спаси, помилуј, запази не со така благодат. Господи, помилуй. Целиот ден соврш, светлинен и безгрешен го просиме од Господа. Подай, Господи. Ангел на мирот, верен раководител, чувар на наши души и тела, просиме од Господа. Подай, Господи. Прошка и разрешување на гревовите прегрешенијата наши, просиме од Господа. Подай, Господи. Се што е добро и полезно за нашите души мир во светот, просиме од Господа. Подай, Господи. Останало време од нашиот живот, да го поминеме во мир и покаяние, просиме од Господа. Подай, Господи. Христијански игра на нашиот живот безболен, непострамен, мирен и да дадеме добар одговор на страшниот Христот, суд просиме. Подай, Господи. Спомнувајте ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и Сегождена Марија, Святая Богородице, спаси нас. сите свети, самите себе еден други силот на живот, на Христову да го предадеме. Тебе, Господи. Милосрдието на Твојот народен си, со коси благословен, со пресветен и благ и живот поред Твој дом, и секогаш и во вечни векове. Амин. Мир на сите. Духови Твоему. Да се сакаме десот, да се едномислие, да исповедаме. Отца и Сина и Святаго Духа, Троицу едино слушаю и неразделную. Вери, вери, со премудрост да внимаваме. Верувам во единиот Бог Отец, Вседржител, Творец на небото и на земјата и на се видливо и невидливо, и во единиот Господ Исус Христос, Син Божи, единороден, кој е роден од Отца пред сите векови, светлина од светлина, вистински Бог од Бога вистински, роден, нестворен, едносуштен на Отца, преку кого се станало, кој заради нас, луѓето и заради нашето спасение, слезе од небото и се воплоти од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек. И беше распнат заради нас во времето на Понтискиот Пилат и страдаше и беше погребен. И воскресна во третиот ден според писмото и се вознесе на небо и седна одесно на Отца. И пак ќе дојде со слава да суди на живите и мртвите и неговото царство не ќе има крај. И во Светиот Дух Господ кој живот твори, кој излегува од Отца, на кого се поклонуваме и го славиме заедно со Отца и Сина и го е говорил преку пророците. Во една света, соборна и апостолска црква, исповедувам едно крштение за простување на гревовите, го чекам воскресението на мртвите и животот Твој од век. Амин. Да застанеме добро, да стоиме со страх, да внимаваме, светиот принос во мир, да го принесеме. Милост мира, жертву хваленија, Благодата на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бога Отец и заедницата на Светиот Дух да биде со сите вас. и со духом Твоим. Горе да ги имаме срцата. Имаме Го Господу. А му благодариме на
цркви, во мир цел чесен, здрав, долговечен, праведно да раководи со словото на Твоја вистина. Дай ни света опустено срце да го славиме и успеаме, кој го пречести великолепно име на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векове. И да бидат милостите на великиот Бог и Спасителот наш Исус Христос со сите вас. Откако ги спомнавме свети, самите себе пак и пак во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За принесени и осветени честни дарови да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. А човек кој доблеби од Бог наш, од кој ги прими во својот свет на тебе си ни духовен жртвеник, како благопријатна и духовна мир и избавление испрати божествената благодат и дарот на Светиот Дух да се помолиме. Господи, помилуй. За да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже, защити не спасе, помилуј запаси не со Твојата благодат. Господи, помилуй. Целиот ден се обршен свет мирен и безгрешен го просиме од Господа. Господи, Ангел на мирот, верен раководител, чувар на нашите души и тела, просиме од Господа. Господи, Дошли разрешување на наши гревови и прегрешенија, просиме од Господа. Господи, Се што е добро и полезно за нашите души мир во светот, просиме од Господа. Останатото време од нашиот живот во мир и покаяние да го примиме, просиме од Господа. Христијански край на нашиот живот безболен, непострамен, мирен и да дадеме добар одговор на страшниот крестов суд, просиме. Откако испросивме единство, верата и заедница со Светиот Дух, самите себе еден друг и сиот на живот на Христа да го предадеме. Достојне владико, со смелост, неосудено да смееме да те повикуваме Тебе, небескиот Бог Отец, да говориме. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес, и прости ни долговите наши, како што ги прочитаваме на нашите должности, и не доведеме на искушение, но избави ни од лукавиот. Зашто Твое е царството и силата и слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векове. Амин. Мир на сите. И духови Твоему, Главите ваши приклонете ги пред Господа. И благодариме Великиот Цар, кој со слава истина се нас испориса од Господа на милост. Од невидие во битие си крива се, ти сам влади во попред од небеса, не тие што ги приклонија пред глави, зашто не ги приклонија пред тело и крв, пред тебе страшниот Бог. Ти пак влади го, предложени дарови и раздели ги на сите нас за добро, секому според неговата потреба. Плови со нешто плова, патува со нешто патува, боледи и цели, лекар на душите и телата. По благодата доприми ти човеколюбието, на единородниот Твој Син со кој си благословен, со пресветен и благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векове. Амин. Послушај, Господи се Христе Боже наш, во Твоето свето живеаче преслава на Твоята слава на Твоето царство и дојди, за да не остапиш и да седиш горе на Отца и обе
и удостој ме со твојата моќна да не го предадеш твоето пречисто тело и честа крв, а преку нас не се помилуј. Боже, очисти ме грешни и помилуј. Боже, очисти ме грешни и помилуј. Боже, очисти ме грешни и помилуј. Давни мававе, светините се засветите. Един Сјас, един Господ, Исус Христос, во славу Бога Отца. Амин. На река Вавилонски, тамо седоком и плакахом, негда помјанути на Сиона. Алилуја, на вербик посред векот, обеси комор гани нашјак. Алилуја, јако домово просишаним, пленшина Господ бесек песнек и вечина сопени. Господите намот песнеј сионски. Алилуја, како воспоен песнем Господњу на земји чуждеј. Алилуја, аж те забуду тебе, Јерусалиме, завена буди десница моја. Алилуја, прилкни јазик мој, гортани моему, аж те не помјану тебе, аж те не предложу Јерусалима, јако началеве си селио. Алилуја, помјани Господи синije домскија, ден Јерусалими глаголјуштија. Истоштајте до основание год. Алилуја. Со страх Божи, вера и љубов пристапете. Благословен јадимо имја Господен, во Господи јавися нам. Сите кои имате благослов да се причестувате, ќе пристапите и ќе повторувате молитвата по мене. Верувам Господи и исповедам дека Ти си навистина Христос, Синот на живиот Бог, кој дојде во светот да ги спасиш грешниците, од кој првиот сум јас. Уште верувам дека ова е Твоето вистинско пречисто тело дека ова е Твоето вистинско пречисто тело и ова е Твојата вистинска честна крв. и ова е Твојата вистинска честна крв. Затоа те молам, Затоа те молам, помилувај ме, помилувај ме, прости ги сите мои прегрешенија, прости ги сите мои прегрешенија, волни и неволни, волни и неволни, направени со збор или дело, направени со збор и дело, со знаење или незнаење, и удостој ме
неосудено, да се причестам со Твоите пречисти тајни, за простување на гревовите и за вечен живот. Сине Божи, прими ме денес за учесник на Твојата тајна вечера, зашто тајната нема да ја кажам на Твоите непријатели, ниту ќе Ти дадам целив како Јуда. Туго разбойникот те исповедам. Спомни си, Господи, во Твоето царство, Господи, причестувањето со Твоите свети тајни, да не ми биде за суд или за осуда, но за исцеление на душата и телото. Амин. Спаси ги, Боже, Твоите луѓе и благослови го Твоето наследство. Биде кон свети истини, пријамо духа небесного, обредо кон веру истиною, неразделне Троице, покланяем се, тамо нас
векове. Амин, да исполнятся уста наша, хваления Твоего, Господи. Яко напоим славу Твою, яко сподобилися нас, причаститеся, святым Твоим божественным, бессмертным и животворящим тайнам, соблюди нас во Твоей святыни, везде початися правде Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. От како ги спомнавме, от кога ги примивме, божествените свети, пречисти, безсмртни, небесни, животворни, страшни Христови тајни, просто стојки достојно благодариме на Господа. Господи, помилуй. Боже, заштити не спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Господи, помилуй. Откако изпросим те целиот ден совршен свет милен и безгреш, самите себе недописиот на живот на Христа да го предадеме. Тебе, Господи. Зашто Ти си нашиот свет Твоје, Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот, сега и секогаш и во вечни векове. Амин. Со мир да излеземе. Ојдени, Господи. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господи, и кој ги благословуваш нешто те благословуват, и ги осветуваш нешто се надеваат на Тебе. Спаси ги Твоите луѓе и благослови го Твоето наследство. Сочува волното на Твојата црква, свети ги оние, што и во Твојата на Твојот дом. И прослави ги ни со Твојата божествена сила, ни не оставај на нас, кои што се надеваме на Тебе. Даруј му мир на Твојот свет, на црквите, на свештениците, на Твојот народ, на Христолюбивата војска, и на сите Твои луѓе, затоа што секој добро давање, секој совршен дар, од озгора, доаѓа од Тебе, Отецот на светлината. Тебе слава, благодарност и поклонение Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векове. Амин. Будим ја Господе, благословено, одиње и до века. Будим ја Господе, благословено, одиње и до века. Будим ја Господе, благословено, одиње и до века. Благослов Господа на вас, неговата благодат и човеколюбие, постојано сега и секогаш и во вечни векове. Амин. Слава Те, Христе, надеж наша, слава Те. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Отче благослови. Христос, вестинскиот Бог наш, по молитвите на свата пречиста и непорочна мајка, на светите славни сехвални апостоли Петар и Павле, на преподобните богоносници наши, и свети равноапостоли Кирил и Метод и нивните свети ученици, Климент и Наум, охридските чудотворци, по молитвите на светиот Прохор Пчински, на светиот Гаврил Лесновски, на светиот Гаврил епископ Велички, Светогорец, на светиот Иларион, Јован Рилски, Јоаким Осоговски, на светите македонски светители Јован Златаус, архиепископ Цариградски, на праведните богоносници наши Јоаким и Јана, на светите апостоли Петар и Павле, на светото воведение на Пресветата Богородица пречиста, во чиј храм се наоѓаме и го празнуваме денеска, и на сите свети, да не помилува и спаси, како добри човеколюбе. Амин.
молитвите на светите Отци наши, Господи, Исусе Христе, Боже наш, смилувај се на сите нас. Амин. Божествената литургија нека нас здрави и спасение. Јас прв пат доаѓам во ова населено место, иако сум парокиски свештеник во црквата Свети Петар и Павле, и гледам и многу луѓе од Свети Петар и Павле доаѓам. Меѓутоа, ова е рана христијанска заедница во која се надевам дека ќе се исполни со љубов, ќе се исполни со благодат. Тоа зависи од луѓето кои ќе бидат одбор овде во храмот. Меѓутоа, денешниот ден е собира на оно поведение која Јоаким и Ана, мајката и таткото на мајката Божја, ја внесле во храмот. Од мајката Божја почнува и монаштвото на земјата. Од создавањето на светот и велелепноста на создавањето на светот, па многу пати сум го кажал за оние што ме познава, кога Господ го создава светот, го прави машкото да биде пово од женското. Лавот е пово од лавицата, петелот е пово од кокошката, палмот е пово од болницата. Меѓутоа, жената има светост да ги раѓа своите деца, да ги сака повеќе од самата себе си. Така и мајката Божја го родила Господ Исус Христос, Синот Божи, иако за нејзиното раѓање таа останала девствена. Од нејзините зачетоци почнува и монаштвото на земјата. Затоа што монахините се оние кои најчисто се молат пред лицето Господа. Секој од машките монаси може има желба некојаш и владика да стане, меѓутоа женското монаштво. Тие пчели со чисто срце влегуваат пред лицето Господово и се затвараат во манастири каде што се молат за спасение на целиот свет. Божественава литургија нека нас здраве и спасение. Сега ќе искочиме надвор, ќе има водосвет, ќе осветиме вода. Сите оние кои можат да останат во 12 или 1 часот ќе има ручек, ќе останете на ручек.